Најголем дел од лековите кои се на позитивната листа за онколошките пациенти се неупотребливи и истата не е ажурирана со години, алармираат пациентите на клиниката за онкологија. Веде директорката на клиниката, доктор Виолета Клисаровска, за ТВ Алфа, вели дека ажурирањето на лековите на позитивната листа бил процес кој конечно е во тек. Доколку државата и Фондот за здравство и се останато кој што е вклучено во набавката на лекови, го свати тоа како сериозно, дека не треба да ни воопшто да станува збора за недостаток на лекови, не па за било што друго. Значи треба да се има таму обезбедено средства, буџет многу поголем од оној кој што е сега одреден и кој што години назад не е ревидиран и таа позитивна листа на лекови во која што 80% од лековите се неупотребливи, самите доктори го кажуваат тоа. Од Министерството за здравство велат дека најголем дел од онколошките лекови, а особено современата биолошка терапија, веќе биле предвидени со средствата што фондот ги дава на клиниката за онкологија за набавка на терапија. Во однос на проширување на позитивната листа поднесени се барања и за онколошки лекови, кои се во фаза на разгледување од страна на Комисијата за позитивна листа. Потенцираме дека тие лекови се веќе достапни на пациентите преку условните буџети што ги добива клиниката за онкологија од Фондот за здравствено осигурување. Дополнителен проблем е тоа што клиниките од Фондот за здравство добиваат табела за секој лек и максималниот број на пациенти кои што може да го користат. За пример, ако за еден лек се предвидени само 30 лица, на листата не може да има 31 пациент. Доколку има поголем број на пациенти од бројот на предвидени на листата, пациентите остануваат без потребната терапија. Да си го вперат малку прстот на чело, дека ние сите таму, без разлика на возрастната граница, сме заслужиле и треба да се грижат за нас, да ни следува нормално здравство и да ни следува нешто што ние со Уставот загарантираме. Во периодот 2012-2021 година, според податоците на Институтот за јавно здравје, просечно на годишно ниво имало 6908 нови случаи на заболени од рак, од кои 54,2% биле мажи, додека пак 45,8% жени. Смртноста на годишно ниво во просек била 3777 лица кои не успеале да го победат ракот.